Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите пролетен куглов. За подготовка на овој десерт потребни ви се следниве производи. За пандишпан 6 јајца, 6 лажици брашно, 6 лажици шеќер, 2 кесички прашок за печиво. За фил 5 јајца, 150 грама шеќер во прав, 1 ванилин шеќер, 5 лажици варено кафе, 150 грама маргарин, 1 јајце, 200 грама шеќер во прав, 1 лимон, црвена прехрамбена боја, сина прехрамбена боја. Потребното време за подготовка на овој десерт е 70 минути. Почнуваме со подготовка на пандишпанот. Јајцата ги кршиме, ги делиме жолчките од белките. Жолчките ги ставаме во сад за матење, а белките во длабок сад. Со миксер ги матиме белките. Го додаваме шеќерот. Откако шеќерот ќе се растопи, го исклучуваме миксерот. Потоа со миксер ги матиме жолчките. Ги додаваме прашокот за печиво, брашното и изматените белки. Мешаме со лажица додека состојките се соединат. Калап од куглов го попрскуваме со масло. Го намрсуваме со четка. Потоа го набрашнуваме калапот. Во калапот ја нанесуваме смесата од садот за матење. Калапот го ставаме во рерна. Печеме 30 минути на температура од 180 степени. Во меѓувреме го подготвуваме филот. Ги кршиме јајцата, ги делиме жолчките од белките. Во садот со жолчките ги додаваме ванилиниот шеќер и шеќерот во прав. Матиме со миксер додека шеќерот се растопи. Го додаваме маргаринот. Матиме со миксерот додека кремот се соедини. Потоа го додаваме вареното кафе. Матиме со миксерот додека филот се соедини. Испечениот куглов го сечеме на 3 еднакви дела. Еден дел ставаме на тркалезна чинија за торта. Го премачкуваме со фил. Врз филот го ставаме вториот дел. Филуваме. Врз филот го ставаме третиот дел од кугловот. Потоа го кршиме преостанатото јајце и ја делиме белката од жолчката. Со вилушка ја матиме белката. Го додаваме шеќерот во прав. Мешаме со вилушка додека преливот се соедини. Лимонот го цедиме во цедалка. Лимоновиот сок го додаваме во садот со преливот. Мешаме со вилушката. Преливот го делиме на 3 дела.
Во 1/3 од преливот додаваме црвена прехрамбена боја. Мешаме со лажица. Во втората третина додаваме сина прехрамбена боја. Мешаме со лажица. Со црвениот прелив ја шараме горната површина на кугловот. Врз него нанесуваме од синиот прелив. На крај нанесуваме и од белиот прелив. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 70 минути. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне со арома на овошје и сладникав вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај, напиете се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје!